оние кои што можеби ќе отпатуваат на некои 30 километри од Скопје во Тетово, ќе имате прилика всушност да уживате до 2 август со убава музичка програма, квалитетна програма. Е познатиот диџеј Галовски кој што беше чинам дека минатата сезона во утринска на Телма за прв пат во нашето студио и љубовно настапуваат на овие вечери токму во Тетово, предвидени за македонската публика во рамки на манифестацијата Тетовско културно лето. За новото издание Даниела Билбиловска во продолжение. Фудбал, поезија, музика. Неколку настани во состав на годинешната општинска манифестација Тетовско културно лето наменети за македонската публика. Настаните започнаа вчера на игралиштето на спортскиот центар со фудбалски надпревар на младинските генерации на фудбалскиот клуб Фит Кит Академија Пандев и фудбалскиот клуб Тетекс. Шут, Муци, шут! Браво! Шут! Браво! Браво! На 24 јули пак во среда на градскиот плоштад ќе се одржи Македонска ноќ со настап на неколку културно-уметнички друштва и музичката група Љубојна. Додека следниот ден на 25 јули тетовчани ќе можат да уживаат во забавата која ќе ја приреди познатиот диџеј Галовски со светска кариера, а тетовчанец. Еве со каква активност започна Тетовското културно лето и што се е планирано во текот на овие денови? Денес започна со фудбалски надпревар помеѓу фудбалските клубови на ФК Фит Кит, Академија Пандев и ФК Тетекс. Како што може да видите, веќе се игра надпреварот помеѓу тие два тима. На крајот од надпреварот ќе се доделат и награди на победниците. Кои други активности се планирани во рамки на Тетовското културно лето на македонски јазик? На 24 планирано е да се одржи настан на градскиот плоштад во Тетово, каде што ќе настапат културно-уметничките друштва Свети Сава, Шар, културно-уметничкото друштво Кирил Печиновиќ од Теарце и културно-уметничкото друштво Брвеница. А специјален гостин на настанот ќе биде групата Љубојна. Потоа договорен е настап на диџејот Галовски, кој ќе настапи кај поранешно Роналдо. Концертите на 24 ќе започне на градскиот плоштад во Тетово со почеток во 20 часот. Мислам дека Љубојна ќе почне да настапува во 22 часот, а Галовски ќе почне да настапува во 20 часот. Во рамки на Тетовското културно лето предвидени се и два настани на 30 и 31 јули, со настапи на музички групи, а збогатени и со поезија. Исто така планирани се уште две активности. На 37 тој настан ќе се одржи во Жена парк, но тој настан не е во организација уште. А планиран е уште еден настан, поетско музички хепенинг со поетско читање. Тој настан ќе се одржи на 31.7. по музеот на Тетовскиот крај, на Два Бреста. Од кога се организира Тетовско културно лето и каков е интересот еве низ годините? Искрено да ви кажам, во минатото имаше многу малку настапи за Тетовското културно лето, особено на македонски јазик, но последниве 3 години гледаме што повеќе денови да има македонски активности со македонски групи, затоа што на македонците им се потребни вакви настани. Се надевам дека со новата власт и со поддршка од Министерството за култура, овие денови од 5 до година ќе станат 10. Каков е интересот? Спомна дека им се потребни на тетовчани, меѓутоа каков е интересот? Искрено да ви кажам, кога доаѓаат големи групи, интересот е голем. Но и кога настапуваат културно-уметничките друштва, знаеме дека родителите доаѓаат да си ги гледаат своите деца и плоштадот во Тетово секогаш е преполн. Инаку општина Тетово Тетовското културно лето го организира од 16 јули до 2 август. Предвидени се повеќе настани во кои се презентира албанската култура преку спортски надпревари, учество на културно-уметнички друштва, артисти, литературни читања и филмови.
По еден ден е предвиден и за културата на ромската и на турската заедница. Инаку Тетово периодов е раздвижено со доаѓањето на иселениците, поради што локалната самоуправа донесе одлука до 15 август да се ослободат од паркирани возила булеварите Благоја Тоска и Илинденска, каде што досега жителите ги користеа како место за паркирање. Дополнително го намали времето на наплата на јавните паркиралишта, односно наместо до 23 часот, како што е предвидено во летниот период. Сега паркинг се наплаќа до 21 часот.